Почитувани браќа и сестри, македонци и македонки, денес е задушница, вечен им помен и слава на упокоените, кои за навек се дел од нас живите. После физичкиот напад на 27 февруари во ресторанот Казабланка од групата на Изет Меджити и Беки Расани, останав жив и покрај потресот на мозок заради ударите со тупаници и клоци во глава, смогнав сили да дојдам денес за протестот со вас. Ова што се случи Ова што ми се случи мене, не посакувам никому да се повтори. Најважни се животите и имотите на граѓаните. Светскиот македонски конгрес најостро го осудува вандализмот и демолирањето на оградата од градилиштето и сквернавењето на осветените и благословени темели на крстот во Бутел од протестанти предводени од дел на раководството на ДУИ. Извршено на 3 март годинава, веќе видено од ИСИС во Ирак и Сирија. Светскиот македонски конгрес потврдува дека во Македонија нема да се повтори украинското и сириското сценарио. Во Македонија нема да дозволиме војна на етничка и верска основа со цел рекомпонирање на владата заради промена на името на државата Македонија и идентитетот на македонската нација. Очекувано е однесувањето на ДУИ заради 100.000 избирачи кои ги нема во Македонија, затоа што никогаш тука и не живееле. Тоа се дел од оние 150.000 косовари на кои неуставно СДСМ во 1994 година им даде македонско државјанство за коалиција со ПДП, што трајно ја промени етничката и верската карта на Македонија. Од тука и препораката заради елиминација на етнички тензии и конфликти. Собранието да донесе уставна декларација, независно од пописните резултати, кои може да спаднат на 13 до 15% од скупното население, затекнатите права на малцинските етнички заедници да останат во уставот како нивна заштита од мајоризација на мнозинството. СМК упатува барање до министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Подитно да обезбеди услови за доизградба на крстот во Бутел, да ја врати локацијата во владение на изведувачот на градежните работи и да преземе мерки против сторителите кои го оштетија имотот на градежната парцела. Светскиот македонски конгрес ги осудува командите на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски и на помошникот на министерот за градска управа на Скопје Лазо Велковски, кои на денот на осветувањето на темелите на крстот на 27 февруари издадоа налог за прераспоредување на кордоните полицајци од 5 реда под подвозникот на 1 ред на улицата со цел демонстрантите да ги пробијат и да се судрат со учесниците на осветувањето, нарушувајќи го јавниот ред и мир и соживот. Пред доаѓањето на демонстрантите, Лазо Велковски пред сите присутни му пришол на Изет Меджити, поразговарале, се тргнал настрана, пошто очекувано кордонот полицајци од 1 ред со туркање бил растурен. Среќа што единицата за брза интервенција ги поставила борните возила на подвозникот и ги спречила демонстрантите да продолжат до местото на осветувањето за да настане општа тепачка. Светскиот македонски конгрес го осудува однесувањето на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кој на 3 март не издаде наредба за заштита и им овозможи на протестантите од Чаир
вандалски да го запоседнат градилиштето на крстот во Бутел. Светскиот македонски конгрес го прашува министерот Оливер Спасовски дали овие постапки се дел од сценариото на неговиот помошник Едмонд Адеми дека треба да се лее крв по улиците во Македонија. Дојдовме овде за да не одиме таму каде што треба, демонстрирајќи висок степен одговорност за јавниот ред и мир, за да побараме министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски да се ја изврши работата, наместо граѓаните да ја земат правдата во своји раце, како што тоа го прави градоначалникот на Чаир, секојдневно и насекаде, кршејќи го уставот и законите. Чаир не смее да стане гето во центарот на Скопје на организирана мафија, на радикалните исламисти и вахабити. Уставот и законите мора да важат подеднакво за сите и на секое место. Светскиот македонски конгрес и натаму бара Уставниот суд да ги поништи законите донесени врз основа на договорот во Пржино од минатата година и да го воспостави уставниот ред и поредок во земјата. Светскиот македонски конгрес изразува жалење заради создавањето на паралелни министерства и паралелно обвинителство. Светскиот македонски конгрес изразува жалење што го вплеткавме Министерството за внатрешни работи во управни и судски постапки за валидност на одлуките на министерот, а што ја намалува борбената готовност и мотивацијата во услови кога земјата се соочува со бегалско цунами на јужната граница со Грција, кое може целосно да ја дестабилизира Македонија. Светскиот македонски конгрес го почитува правото на мирен собир, но апелира до граѓаните да ги почитуваат животите и имотите на граѓаните како неприкосновени и од Министерството за внатрешни работи бара еднакви мерки за нивна заштита и за сите со исти аршини. Светскиот македонски конгрес ги осудува агресијата и насилството за остварување на барања во спротивност со уставот и законите. Неприфатливи се омразата и одмаздата против крстот како символ на верата, на мирот и на љубовта. Македонците ниту една џамија дивоградба не срушиле, ниту еден символ на албанците не отстраниле, но тоа не е слабост за перманентно силување на трпението на државата и на мнозинството. Се има граници. Затоа и барањето до министерот Оливер Спасовски нека не го провоцира трпението на мнозинството, мислејќи дека со кршење на уставот и законите и злоупотреба на Министерството за внатрешни работи, СДСМ ќе влезе во коалиција со ДУИ партиите на албанците. Туку да обезбеди оперативни мерки за градилиштето на крстот во Бутел и воспостави еднаква примена на законите, на редот и поредокот на целата територија во земјата. Светскиот македонски конгрес подсетува дека изградбата на крстот во Бутел е во согласност со законот за локалната самоуправа, не подлежи на Бадинтеровото мнозинство при одлучувањето и не повредува ничии права и слободи. Според членот 41 од законот за локална самоуправа, прописите кои се однесуваат само на културата, употребата на јазиците и писмата, на кои зборуваат помалку од 20% од граѓаните во општината, утврдувањето и употребата на грбот и знамето на општината се усвојуваат со мнозинство гласови од присутните членови на Советот, при што мора да има мнозинство гласови од присутните членови на Советот кои припаѓаат на заедниците кои не се мнозинско население во општината. Светскиот македонски конгрес истовремено подсетува дека според членот 69 од Уставот, Бадинтеровото мнозинство, односно покрај гласовите на мнозинството присутни пратеници и мнозинството гласови од присутните пратеници на малцинските заедници, се одлучува само за прашања кои директно ги засегаат културата, употребата на јазиците, образованието, личните документи и употребата на символите на малцинските заедници и за ништо друго и за ништо повеќе. Светскиот македонски конгрес смета дека албанска црква може секогаш да се изгради во вториот Ерусалим, древниот Охрид во Македонија,
Ако Албанската православна црква во Република Албанија влезе во сослужение со Македонската православна црква и ако владата на Република Албанија дозволи изградба на Македонска црква во Тирана на реципроцитетна основа. Светскиот македонски конгрес повторува дека во Бутел живеат речиси 70% македонци. За Светскиот македонски конгрес е скандалозно мешањето во надлежностите на општина Бутел и окупацијата на дел од незината територија од страна на градоначалникот на соседната општина Чаир. Градоначалникот на општина Чаир го подсетуваме дека и урбанизацијата на дел од општина Газибаба во делот од парк шумата Газибаба Уставниот суд ја поништи како незаконски упад на туѓа општинска територија. Светскиот македонски конгрес подсетува дека основите на Охридскиот рамковен договор се почитување на етничката и верската карта на Македонија и унитарноста на државата. Светскиот македонски конгрес најостро ги осудува изјавите на радикални челници на ДУИ дека Бутел е албанска општина. Светскиот македонски конгрес ја осудува демонстрацијата на сила на малцинството врз мнозинството и промената на етничката и верската карта на Бутел и во Македонија воопшто. Македонија обезбеди механизми за спречување на мајоризација на мнозинството врз етничките и верските малцинства, но малцинствата се должни да ги почитуваат законите на мнозинскиот народ во државата Македонија. Македонија никогаш нема да биде теократска држава во која владее шеријатот и тоа треба на секој да му биде јасно. За тие со шеријатот и радикалниот ислам, среќен им пат за Саудиска Арабија во Македонија нема да виреат.